Сакаме да ви информираме за денешниот настан за кој сме собрани овде, а повод е рушење на ограда на Рибник Дошница кој се наоѓа во Демиркапија. Самата ограда не е по себе случај, но она што е битно е дека под оградата лежи крвотокот на рибникот, односно целата водоводна и електрична инсталација и системи за рециркулација. Доколку дојде до рушење на оградата и реализацијата на оваа намера на општината со изградба на патот, ќе се оштети инсталацијата и над неа ќе се изгради пат, понатамошното функционирање ќе биде скоро невозможно. Државниот градежен инспекторат донел решение за рушење на ограда која наводно е поставена без одобрение за градба, а која ограда датира од 1958 година од минатиот век, од кога е изграден и рибникот, со цел да овозможи општината да изгради пристапен пат за интересите на физичкото лице Сашо Николовски. Оваа хајка против нашата фирма трае веќе подолго време, поточно од доаѓањето на новата власт. Бидејќи не можеа да најдат неправилности во нашата работа, ова представува последен обид да не заплашат и да пробаат да не затворат. Но она што загрижува е тоа што во оваа постапка е впрегнат целиот државен апарат кој на експресен начин сака да овозможи изградба на пристапен пат за приватни потреби. По секоја цена сакаат да спроведат и извршат рушење со цел градба на пат за приватни потреби. Објектот до кој треба да се изгради патот е евидентиран во АКН како објект од терцијално здравство, но истиот никогаш не профункционирал како таков. За овој објект не се платени, а за кое нешто постои решение за присилна наплата, објектот во дел е дивоградба, за кое има решение за рушење, објектот нема никаков придонес во локалната економија, па истиот да представува поголем приоритет од рибникот кој храни 30 фамилии во рурална општина како Демиркапија е навистина несфатливо. Затоа навистина се прашуваме, кого штити власта? Кој сака да го уништи нашиот бизнис и кое е лицето кое е толку моќно за да се координира и покрене целата државна власт, за да му се изгради пристапен пат на објект кој не функционира, при тоа кршејќи ги сите правила и процедури? Дали е ова правната држава за која толку многу ни говорат? На овој начин сакаме да ги информираме медиумите како државата ги штити определени приватни интереси на штета на други лица и како пробува да го озакони беззаконието кое владее во руралните и мали места како Демиркапија. Ви благодарам.